Јас сум сведок дека многу од прашањата кои ние тогаш ги покренувавме, сега веќе се абсорбирани. И од тука предрасудата дека албанец може приоритет во примената на политиката да ги има колективните права на албанците е дезавуирана теза, бидејќи многу, да не речам 99% од тие прашања веќе се абсорбирани. На нас ни треба албанец, но не албанец кој ќе се грижи само за албанците. И не пред се за албанците, пред се за земјата, пред се за државата. Зошто ако тезата е обратна, со право македонскиот граѓанин, значи од македонскиот народ, од македонскиот етникум, може да има не само резерва, туку и одбојност кон таквата идеја. Јас уште еднаш ја користам приликата преку вашиот медиум да ве убедам дека идејата е сосема спротивна. Да ние се наметнеме и докажеме и пред светот и внатре дека сме способни, без оглед на припадноста, успешно и без конфликти да ја водиме земјата. Да ги надминеме овие поларизации и да се сплотиме воедно. Воедно не да го губиме идентитетот како политички субјекти, па ако сакате и како етникуми, туку да се сплотиме во државниот интерес кој треба да биде над сите овие останати што ги спомнувам до сега. Ако ова ни е водилката во градењето на политиката, мислам дека е правата насока. Мислам дека и албанците треба да го прифатат, како што треба да го прифати и секој граѓанин, и секој македонец, и секој србин, и секој турчин, и секој влав и така натака. Да ми извинат ако изумам некоја заедница и роми, и бошњаци и така натака. Значи, сите треба пред се да бидеме загрижени во каква земја живееме. Дали сме безбедни, сигурни, стабилни, дали функционира системот, правната држава, просперитетот, зашто низ тие принципи ќе го оствариме и индивидуалниот, па ако сакате и колективниот интерес. Во спротивно ќе ги доведеме и колективните, и личните, и персоналните интереси во прашање. Затоа пред се, значи, општество демократско, со демократски институции, определена да гради европски вредности и општество во кое секој ќе се чувствува комотен и незагрозен.